Собранието не го дочека новиот закон за судски совет. Тргна да бира нов член на судски по старите критериуми. Дали има политичка волја за професионализација наспроти политизација на ова тело? Каква порака се праќа со овој чекор? Кои се клучните разлики во двата закони? Долго очекуваните измени на кривичниот законник го фаќаат последниот воз, пред Уставниот суд да пресече. Пратениците од власта предлагаат повисоки казни во споредба со контроверзните измени, но не ги враќаат во целост старите, со кои за злоупотреби при јавни набавки функционерите можат да добијат и до 20 години казна затвор. Потребна ли е поширока јавна расправа за вакви измени? Што порача Европската комисија за судството? Постои ли дома волја и слух за промени? Каков буџет му е потребен на правосудството? На овие и други прашања вечерова во Топ тема интервју со Мирјана Лазарова-Трајковска, судика во Врховниот суд, поранешна судика во Европскиот суд за човекови права, поранешна уставна судика. Да се задржиме на функциите во судството. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Со интервјуто почнуваме по рекламите. Спорните измени на кривичниот законник од септември 2023 година со кои се намалија казните за функционерите и застаруваат десетици предмети, направија потрес во правосудството и зададоа удар на борбата со корупцијата. Експертската и меѓународната јавност бараше да се сменат, но тоа не се случи, ниту во рокот од 6 месеци, што Уставниот суд во февруари годинава му го даде на собранието. Во последен момент, деновиве група пратеници од власта предлагаат измени. Печатокот е дека тоа е решение изнудено од одлуката на Уставниот суд, кој му даде последна шанса на собранието до крајот на декември да се усогласат. Од друга страна, пак и во Министерството за правда имаше експертска работна група за промена на овие контроверзни измени. Но од правда нема одговор што се случи со нив. Не е готов ниту новиот кривичен законник. Па токму во таа насока и на ова прашање на што сметате, дали на овој начин требаше да се менуваат оние штетни спорни измени на кривичниот законник, особено што 9 месеци поминаа откако Уставниот суд беше дециден дека треба да се смени, да се усогласи собранието со нивниот став. Знаете што неспорно е дека е легитимно правото на пратениците да предлагаат измени на закони и подобрување на законската рамка. Меѓутоа, како што кажавте, спорните измени од 2023 година направија упад во казнената политика на нашата земја, токму во делот на законските одредби кои што треба да бидат клучот за справување со корупцијата и коруптивниот криминал поврзан со носителите на јавни функции, со носителите на функции во јавни предпријатија и така натаму. И ние се соочивме, како што знаете, со сериозни проблеми по донесувањето на тие спорни измени. Сега очекувањето на правната јавност беше она што ќе се предложи како измена или враќање, барем враќање на казнената политика која постоеше со претходните одредби од 353, да биде во линија на она што постоеше во претходно во правниот систем. Намалувањето на казните со измените од септември 2023 година доведе до едно страшен недостаток на нивелирање на казнената политика, па така која ќе споредите одредбите од 353 нудат полесна казна, одошто казнените одредби поврзани со кражба или со тешка кражба, за жал, а овде се работи за криминал од големи размери. Па она што се очекуваше кога ќе се предложат вакви измени, беше тие да влезат во јавна расправа, да се даде можност на правната фела да ги проанализира, да ги продискутира и да каже свое мислење. Ние повеќе пати се соочуваме со проблем во овој дел, како и во септември 2023 година, кога предлогот на измените на КАЗ за 353, односно злоупотребата на службената должност, воопшто не беше доставен до Врховниот суд да може да се произнесе во фазата кога се предлага законот, ниту пак беше дадена можност да се отвори јавна расправа по тоа прашање. Се плашам и овој пат да не поминеме во една таква
фаза во која ќе се донесат одредби кои што ќе направат некаков диспаритет во однос на она што треба да биде, а што се нуди. Дотолку повеќе што во Министерството за правда знам дека е завршен кривичниот законник, предлогот на кривичниот законник е завршен, на него се работеше долги години и јас ги погледнав предлозите на работната група и она што го предлагаат групата пратеници. Има разлики во овие два предлога. И за мене тука очигледно недостасува диалог меѓу законодавната и извршната власт. Кога се предлагат вакви сериозни решенија, најмалку што може да се очекува е да се спојат предлозите од работната група и овој предлог, или пак да се организира некаква поширока расправа во која би можело да се даде допринос за подобрување на текстот. Јас ги видов предлозите, таму има и дел на одредби кои што се навистина значајни, например во делот на имплементирање на одредбите од Истанбулската конвенција, во делот на кривичните дела поврзани со безбедноста во сообраќајот. Меѓутоа, сепак фокусот треба да биде на членот 353 и затоа мислам дека за мене ова брзо доставување на предлогот на крајот на годината, кога истекува рокот од 6 месеци од Уставниот суд, се плашам да не направи повторно втор упад во казнената политика. Од друга страна, каква порака се праќа за казнената политика со оглед на тоа што овие предлози сега што ги предлагаат пратениците се казните се построги во споредба со овие спорните од 2023, но како што констатиравме се пониски во споредба со старите кои што беа претходно. Ако тогаш за злоупотреба при јавна набавка максималната казна беше 20 години затвор, сега е преполовена. Во актуелниот предлог тоа може да биде максимум 10 години. Секако имаме и различни казни, сега едни, предходно други, предходно трети. Новиот кривичен законник треба да се изгласа во наредниот период, што следува, евен имаме точен термин кога. Каква порака се испраќа и со овие различни казни постојано? Тоа ствара една правна несигурност кај граѓаните. Кога имате вие еден правен систем во кој што има правен континуитет во казнената политика, тогаш имате и правни очекувања од оштетените како ќе се води постапката кон обвинетите во таквите предмети. Вие сте сосема во право кога велите дека сосема различни предлози се даваат во однос на казнените одредби. Меѓутоа, за мене, како некој кој што работи на таа проблематика, уште позначајно е каков е описот на кривичните дела, односно дали дејствијата се офатени во овие, дали сите дејствија кои што беа офатени со одредбите од членот 353 се офатени и во овие измени. Од тие причини повеќе димензионална е потребата од анализа на овој предлог. Јас знам дека ќе има и амандманска расправа, ќе има и амандмани, меѓутоа недостасува вклученост на стручната фела, недостасува вклученост на практичари, кривичари, на професорите, затоа што и тие беа вклучени во изготвувањето на кривичниот законник кој што се работеше во рамките на Министерството за правда. За новиот говорим. Разборуваме за новиот, за целиот кривичен законник. Ми се чини дека многу брзо се влегува во сето ова. За жал, брзото носење на закони може да створи и некакви периоди на вакацио легис во примената на законите и ќе создаде голема запона и кај практичарите, меѓутоа и мислам дека прави потреси во владењето на правото како генерален принцип. Дали новите измени што ќе бидат предложени, новите одредби, можат во целост да ги покријат штетите, бидејќи тоа што беше изминатиот период, таа реченица се користи често за да се поправи штетата, но дали воопшто може да се поправи штетата која настана изминатиот период со застарување на предмети и така натаму? За жал не може да се поправи. Тоа ќе бидат одредби и сега да се донесе кривичниот законник, тој ќе почне да важи по стапувањето во сила.
тоа што е завршено како штета со измените на КАЗ од септември 2023 година останува, дотолку повеќе што не се направи една сериозна анализа за да се види колкави се штетите. Не се работи само за запирањето на постапките, за застарувањето на кривичните дела, туку настануваат и штети во однос на исплаќањето на трошоци од буџетот на Република Македонија. И често пати ќе слушнете изјави несогледливи се штетите, несогледливи се, но анализите ќе покажат дека се работи за големи штети и на буџетот на државата, меѓутоа пред се на јавната перцепција и кај граѓаните, бидејќи граѓаните имаат перцепција дека не се гони организираниот криминал, не се гони криминалот на белите јаки од судството. Тоа не е така. Тоа е еден врзан синџир на институции. Не може судството да гони нешто што законодавецот го избришал од правниот систем и таа штета не се надокнадува. Не може судството да гони нешто што обвинителството не го подготвило добро. Значи, мора да постои диалог. Јас повикувам многу често на диалог меѓу законодавната, извршната и судската власт. И кога велам диалог, тоа значи понудување на здрави, издржани решенија кои што ќе ги следат праксите на земјите од Европската Унија, меѓутоа ќе ги имплементираат и историски правно нашите проблеми поврзани со злоупотребите на службената положба. Моја проценка е штетите ќе си останат од аспект на видливост на правдата, на неказнивост на тоа што било сторено до стапувањето и постапувањето во сила на измените од септември 2023. Продолжуваме со уште еден закон кој исто така долго време се очекуваше, дел од реформската агенда, законот за судски совет. Вие бевте председателка на експертската работна група која што го подготвуваше тој закон. Чинам дека го предадовте уште во јуни, може да потврдите. Дали ви е познато зошто дури во ноември помина на владина седница, сега веќе добро влези во собраниска процедура. Вие во јуни го предадовте, така? Јас можам да ви кажам дека ние како работна група го одработивме нашиот дел. Ние од февруари почнавме да работиме. И имавме среќа во работната група да имаме еден одличен тим на експерти, професори од правниот факултет, притоа кривичар, професор по уставно право, имавме членови од граѓанскиот сектор, суди, членови од судскиот совет, бидејќи пред се вклучувајќи го и председателот на судскиот совет овде. И вклучени беа и луѓе од проектот Владење на правото при Европската комисија. Таа дури постојано нашата работа беше следена и од меѓународните организации кои што овде функционираат и од некои амбасади. Вложивме голем напор да ги имплементираме мислењата на оценската мисија и притоа сето тоа да го стасаме до крајот на јуни, бидејќи така се бараше од нас, тоа беше рокот за реформската агенда. Покрај тоа да го ставиме законот на ЕНЕР, да обезбедиме мислење од Венецијанска комисија. Ние дури имавме и онлайн состанок со Венецијанска комисија и таа го достави на време мислењето за да можеме да го вклопиме во нашиот предлог. Покрај Венецијанска комисија на ЕНЕР на расправата добивме придонес од лица кои што се составен дел од правосудниот сектор, адвокати, Сдруженијето за кривично право. Та дори добивме и коментари од една политичка партија и ние рековме, иако е надвор од рокот од ЕНЕР, и тие ќе ги разгледаме. Сакам да ви кажам, се што стигна до нас, ние погледнавме, разгледавме, вклопивме, водевме сметка не само за мислењето на Венецијанска по овој предлог, туку и за она што било дадено во 2019 година. Ги зедовме во предвид пресудите на Уставен суд поврзани со судски совет, пресудите на Европскиот суд за човековите права и на крајот на јуни така сработен предлогот на закон го предадовме во Министерството за правда. Која е причината на толку долгото држење на законот се до крајот на годината, превика 6 месеци? Јас не би можела да ви кажам.
Мислам дека е штета што толку време законот остана неразгледуван. Веројатно, ако поставите прашање, ќе ви кажат па избори беа и така натаму, но сепак, мислам дека можеше да се вложи малку повеќе напор, побрзо да оди во собраниска процедура. Ве прашувам не само поради некакви рокови, туку затоа што во меѓувреме се распишаа 2 огласи за членови на судскиот совет од собранието и од судскиот совет и се пополнуваат по стариот закон, бидејќи новиот дури неодамна влезе пред една недела можеби во собраниска процедура. Јасно е дека и во актуелните закони постојат рокови, но од друга страна знаеме дека приоритет на целата реформа е судскиот совет да се пополни со професионални кадри, со интегритет. Од друга страна видовме и поинакво постапување од претседателката на државата, која што рече дека ќе го чека новиот закон затоа што има појасни критериуми за истакнат правник. И еве 6 месеци или 5 месеци едно столче во судскиот совет е празно, каде што треба да го предложи кандидатот председателката, сега ќе се ослободи уште едно. Прашањето ми е каква порака ве се испраќа и со овој потек да се оди по стар закон, дали собранието и судскиот совет можеби требаше да почекат од тој аспект? За жал, мислам дека тоа е така да кажам, најголемата штета на неносењето на новиот закон за судски совет на време, бидејќи целта на носењето на овој закон, меѓу другото, беше да се влие на структурата на судскиот совет, да влезат луѓе со интегритет, бидејќи ние во измените на законот предвидовме дека кандидатите кои што ги бира собранието на предлог на претседателот на државата и на комисијата за избор и именување треба да исполнуваат построги предуслови за да можат да станат кандидати за избор. И сметам дека тие одредби нудат еден друг квалитет во судскиот совет. Нудат избор на луѓе кои што, меѓу другото, предвидовме да имаат докажан статус на докажано правници со интегритет, луѓе кои што објавувале трудови во делот на судската сфера, во правосудниот систем. Дури предвидовме и препораки за оние кои што ќе се појават од институциите од каде што имале предходно кариера. Предвидовме интервјуа слични како оние на ДКСК и на Комисијата за недискриминација. Целта беше да се добие и меѓу другото, една од препораките на оценската мисија беше тоа да бидат луѓе кои што се деполитизирани, немаат контакт со политичките партии и ние предвидовме предуслов најмалку 4 години пред да се кандидираат да не биле членови на политички партии, да не биле во политички тела и сето тоа сега со распишувањето на огласи по стариот критериум се става на страна, за жал. Мислам дека претседателката со право очекуваше најверојатно законот да се донесе порано и неколку пати даде изјави дека цени дека тој закон подобро ги разработува критериумите за тоа што е истакнат правник, затоа што на крајот на денот тоа беше нашата цел, да ги преку разработување на критериумите ние да покажеме кој влегува во групата на истакнати правници. Мислам дека... Иако имаше професори кои предходно изјавува истакнат правник и истакнат правник, меѓутоа, еве, таа слободна поопшта формула беше, низ неа се протнува секако вид на правници, не е само истакнати, па веројатно целта и нови закон беше тоа поблиску, попрецизно, во таа насока сакам да ве прашам и Комисијата за избори и именување во собранието предложи веќе кандидат чие доминантно работно искуство, биографијата е во Министерството за внатрешни работи, а треба да, доколку собранието го избере, сега е се уште во почетна фаза како предлог кандидат, би требало да оценува суди, врховни суди како вас, да бира, разрешува суди. Еве, можеме ли барем хипотетички да коментираме дали тој би го
поминал филтерот на новиот закон кој што еве се уште не е изгласан? Бидејќи тој веќе е во процедура, јас нема да ја коментирам неговата кандидатура. Јас него како кандидат не го познавам, имам само погледнато на хартија каква е биографијата. Меѓутоа, она што е хендикеп на вакво избрзано предлагање на кандидати, се ускратува можноста и јавноста да се запознае со кандидатот или кандидатите, бидејќи како што видовте еве сега во изборот на председател на Државната комисија за спречување корупција, преку интервјуата или расправата која што одеше во собранието пред комисијата за избори и именувања, пошироката јавност имаше можност да добие впечаток кои се кандидатите, каква била нивната претходна кариера. Таква расправа има и во новиот закон предвидено, јавна на телевизија. Ние предвидовме расправа, така ја нарековме расправа, не ја нарековме интервју, бидејќи предвидовме вклученост и на граѓанскиот сектор, предвидовме вклученост и на Сдруженија на суди, например, универзитетски професори кои што би можеле да поставуваат прашања. Затоа што нашата оценка беше дека овој тип на запознавање на широката јавност со можните кандидати на случајот на Државната комисија за спречување корупција се покажа релативно добар, барем кога одеа изборите во првиот еве сега делумно и овој вториот состав, затоа што и пратениците не ги знаат добро кандидатите. Сосема една работа е кога ќе ја видите биографијата, друго е кога вие ќе имате можност да поставите прашања, да го видите ликот на човекот кој што стои позади таа биографија, и целта беше преку една транспарентна, отворена постапка да им се даде можност и на комисијата да дадат предлози кои што тие самите ќе можат да ги бранат после пред пратениците при изборот. За жал, овој пат нема да можеме да го видиме тоа. Ние предложивме измени и во делот на кандидатите кои што доаѓаат од редот на судиите. Да, тоа сакав исто да прашам. Сега имаме конкурси за членот од редот на судиите. И овде постапката ја сменивме. И овде рековме дека кандидатите од редот на судиите треба да исполнуваат одреден број на години. Има построги критериуми. Има построги критериуми, предвидовме да има најмалку 10 години непрекинат студиски стаж, дори размислувавме за 15 години, меѓутоа рековме 10 години е сосема доволно за судија од основен суд кој исполнува услови да биде избран во апелационен суд, ако не е веќе избран во апелационен суд. И предвидовме во делот на процедуралните аспекти многу промени. Например, до сега можеше и да нема мнозинство кандидатот со еден глас може да биде избран член на судски совет. Сега рековме не, мора да има процедура, мора да има мнозинска поддршка од колегите, да се презентира себе си пред колегите, особено кога се бираат на ниво на апелациони подрачја, бидејќи зашто можеби некој судија не го знаат сите колеги, треба да гласаат за него, да. Тоа беа укажување на оценската мисија, наши согледувања дека искуствата еве од две тела кои што поминале низ тој процес дадоа добри пракси, но брзото влегување во процедурата за избор по стариот закон мислам дека нема да остане незабележано од Европската комисија, дотолку повеќе што позади предлогот на закон застана Венецијанска комисија и овој закон е во делот на реформската агенда, и во извештајот, во последниот извештај на Европската комисија силно се посочува дека е важен овој закон за да се подобри интегритетот на судскиот совет, затоа што судскиот совет исто така со својата појавност влијае на интегритетот на целото судство. Така. Ја отворивте и следната тема, извештајот на Европската комисија испрати силни пораки во делот на правосудството, и како вие ги гледате тие пораки?
Да, јас... Кои се според вас за клучните? Јас го читам во целина извештајот и во контекст на целиот извештај го гледам делот за владењето на правото и делот за судската власт. Овој пат Европската комисија упати неколку силни пораки кои што се упатени кон јакнење на недоволната независност на судството. Меѓутоа не во контекст дека судиите не се доволно независни и пристрасни се во одлучувањето. Немаше таква порака овој пат. Вие се сеќавате во претходните извештаи одеше една реторика на селективна правда, селективен избор на предмети. Не. Овој пат акцентот е на потребата од осамостојување во делот на финансирањето на судството, значи самостојниот судски буџет како елемент на независноста на судството. Понатаму, вториот акцент беше ставен на јакнење на човечките ресурси. Ние имаме во овој момент во судството, како резултат на повторно на еден упат преку измените на законот за пензионирањето на судиите пред 2-3 години, кога отидоа од прилика нешто меѓу 20 и 25% од судиите во пензија, чести разрешувања на судии. Ние имаме најголем број на предмети пред Европскиот суд за човековите права споредено со другите земји во делот на разрешени судии. Да, имаше сега и последната одлука за судиите Рибарев и Ивановска и Здравева. Значајни одлуки и од аспект на законот за изменување на законот за судски буџет. Ке видите дека немале право на жалба во постапката. За прв пат Европскиот суд за човековите права го посочува и предлогот на законот како квалитетно решение во однос на обезбедувањето на правото на пристап до суд и правото на жалба, затоа што сегашниот систем не го гарантираше тоа право. Да, ќе ве вратам на финансиската зависност на судството. Судската власт досега и судиите ќе слушнете потребна е дигитализација, потребна е капитални инвестиции во судовите и ве вас како судика која што работела и и посетувала и други судови, ќе ве прашам какви се македонските судови во споредба со европските? Да не го споредуваме само БДП и пер капита. Знаете, не само и европските, кога ќе влезете внатре во системот судски, кога работите на предмети, ќе видите дека кај нас времето застанало. Ние се уште работиме со предмети во досија, во хартија. Најголем дел од судовите во Европската Унија навистина работат со примена на дигитализацијата, во последно време и со примена и на вештачка интелигенција, таму каде што може да се примени. Дигитализацијата подразбира целосно внесување на предметите во систем. Од моментот која се покрене една постапка, се што ќе добиете вие во прилог, треба да биде во компјутерска форма, достапно до судијата, достапно до стручниот соработник и како ќе се надоградува предметот, така да се полни базата на податоци и кога ќе стигне до Врховен суд, вие да го добиете предметот и во електронска верзија. Тоа помага во ефикасноста, во брзината, помага во прецизноста, помага понатаму во сочувањето на предметите. Вие се сеќавате, ние имавме пожар во Кумановскиот суд. Вие ќе се сетите понекогаш во постапките се случува странките да бараат записници, се уште се куцаат записници, онаму каде што нема аудио-визуелни снимки. Веќе се користи и вештачка интелигенција во делот на изготувањето на записниците. Кога ќе влезете во судница на судија во Франција, например, прва ми доаѓа на памет, или еве во Соединетите Американски држави кои не се во рамките на Европа, ќе видите дека судијата пред себе има монитори, има компјутери, тој го гледа неговиот предмет, исто така адвокатот, од другата страна обвинителот, што значи дека има интероперабилен систем, умрежен систем кој што и на учесниците во постапката им овозможува електронски да комуницираат со судот. Тој дел недостасува во судството. За мене тоа не значи некоја голема инвестиција. Сепак зборуваме за мала земја, зборуваме за мал број на судови и дигитализацијата подразбира унапредување, реформа, модернизација на судството и подразбира обучување и тренинг на судии кои што ќе имаат и поинаква писменост во делот на информатичката култура.
Од друга страна, ние се уште се соочуваме со проблеми и тоа е вториот аспект кој што го посочува извештајот на Европската комисија по делот на човечките ресурси. Капацитетите на македонското судство се на граница на обстанок. Од 636 систематизирани места, во овој момент ние имаме 389 судии, од нив имаме 22 судии на кои што им мирува работниот однос, некои се делегирани, некои се во судскиот совет. Да. Состојбата со стручната служба е уште полоша, но еве клучот се гледа во независен судски буџет. Тоа беше едно прашање кој изминатиот период извршната власт давам, не давам, попуштам, не попуштам беше прашањето, но вие работите, односно не знам дали имате се уште завршеност дел од работната група за законот за судски буџет. Да. На што се работи? Има ли веќе процент определен кој што судството ќе го добива од БДП? Да. Дали е оној што и во актуелните закони и каква автономија се предвидува? Ние јас бев во работната група која работеше на предлог законот за судски буџет. Тргнавме во потребата од дефинирање на самостојност на судскиот буџет од аспект на можноста самото судство преку судско-буџетскиот совет да го креира и да го предлага буџетот, а тоа значи да ги предлага и потребите не само од аспект на човечките ресурси, пополнувањето на работните места. Вие спомнавте стручната служба. Ние во стручната служба во овој момент имаме систематизирано, јас денеска ги гледав последните статистики, 4705 работни места, а пополнети се некаде околу 1780. Тоа е околу 36% од систематизираните работни места. А потребите на судовите се големи во тој дел. Кога ќе ги соберете и стручната служба и судиите, ние сме помалку од вкупниот број на адвокати во нашата земја. Некаде ме се чини дека под 3000 адвокати се регистрирани. И замислете си целиот тај синџир на при тоа во тие 1700 и нешто вработени не се само стручни соработници, не се само правници, овде имат и административци и судска полиција и така натаму. При постоење и креирање на самостоен судски буџет, идејата е по примерот на собранието, кое што има самостоен судски буџет, и третата власт, и судската власт да може да го планира судскиот буџет. Не се работи само за плати на сите вработени во судството, се работи пред се и од потребата од капитални инвестиции, од инвестирање во објекти. Ако прошетате низ државата, ќе видите во какви услови се нашите судови. Меѓу другото, се гради имиджот на судството и по тоа каде судат судиите. Понекогаш, поради немање на просторни услови, тие судат во своите кабинети, да ги наречеме кабинети, а тоа се канцелари. Просторните услови, објектите, исто така се проблем. Со години на назад, ако ги читате годишните извештаи на основните и на апелационите судови, ќе видите дека има недостаток на опрема, недостаток на мебел, недостаток на компјутерска опрема, и тоа се повторува. Од година на година. Решението, кој е она што се предлага во... Значи, вие ме прашавте за процентот. Да. Ние предложивме да остане најмалку 0,8% од БДП. Тоа е нашиот предлог. Не одевме ние со поголема перцепција, иако сме свесни дека директивите на Европска Унија одат и на поголем процент. Од друга страна, зависи како ги мерите потребите на судството. Не е случајно поглавието 23 прво при отварањето при преговорите со Европската Унија. Владењето на правото е клуч и за економски инвестиции. Секоја фирма која бара дали ќе инвестира во една земја или нема да инвестира, пред се прави анализа дали тоа судство е ефективно, дали може да одговори на потребите на евентуален граѓански спор.
А од друга страна, не се работи само и за Европската Унија, се работи за нашите граѓани. Најголем дел од нашите граѓани, ние фокусот последните години го имаме на кривичните постапки. Тие не се соочуваат со кривични постапки. Најголем дел од луѓето имаат потреба од управна постапка, сите имаат или некаква потреба од некое одобрение или некои документи се во прашање. Граѓанските спорови исто така. Така да се работи за еден по-комплексен систем на потреби на судството, кој што е дефиниран досега во повеќе анализи правени и од Министерството за правда, меѓутоа и од Европската комисија, и потребата од преструктурирање на судството не подразбира само кратење на бројот на местата на судии и стручни. Тоа не можете да го направите се дури технолошки, информатички, не го унапредите судството. Недостаток на човечки ресурси во времето кога немате информатичка и дигитализирана технологија, значи уназадување и враќање назад во ефикасноста на судството. И околу еден дел од исто клучен од извештајот на Европската комисија вели независноста и непристрасноста на правосудството треба да се подобрат. Вооченото ниво на доверба во правосудството останува ниско, надворешното и политичкото мешање останува сериозна загриженост. Повторените изјави од високи политичари представуваат прекумерно влијание или заплашување и ја поткопуваат независноста на правосудството. Избраните политичари и владени функционери ја засилија својата реторика за преземање мерки против суди и јавни обвинители кои ги обвинуваат за корупција. Како гледате на оваа порека на однесувањето на власта и уште едно подпрашање, кој треба да го прочисти судството? Дали политичарите, дали судството само од себе и зошто тоа не се прави? Зависи што подразбирате под прочистување. Еве мерки, да речам. Во делот на негативната риторика кон судството, тоа трае многу подолго време. Ако се навратите на назад, ние слушавме различни изјави, не само од политичарите, и од бизнис елити, слушавме исклучително непријатни повикувања и од учесници во постапки, обвинети и така натаму. Таа реторика која трае во јавниот простор влијае на интегритетот на судството, влијае на угледот на судството и неспорно дека јавната перцепција за судството влече корен од таквите изјави. Меѓутоа, судството пак мора да биде отворено и будно и да ги слуша критиките кои што доаѓаат од надвор. Тие некогаш може да бидат и конструктивни. Често пати, например, и граѓанскиот сектор и цивилниот сектор упатува критики кон судството, па и новинарите. И коректори или она што се нарекува чувари на владењето на правото треба да има. Мислењето на Европската комисија е насочено точно кон носителите на јавни функции, кои што во принцип треба да имаат интеракција со судството во позитивна смисла, на креирање на политики за реформа на судството. И во таа смисла оди сето тоа, без таму се спомнати, например, и законодавната власт во делот на препораките. Ќе продолжиме. Во овој момент треба да направиме пауза за реклама и продолжуваме со темата по рекламите. Пред рекламите говоревме за тоа дека можеби власта сака да ја насочи негативната енергија кон судството со риториката, но од друга страна дали има одговорност и внатре во самото судство кое како да не успеа да изгради штит кон политиката изминатиот период и да ги реши проблемите однатре. Тоа е вистина. Знаете, судството е постојано во дефансива во последните можеби деценија. Некако не се смогна сили да има поголема видливост на самите судии. Затоа постои издружение на судии, затоа постојат судско-медиумскиот совет, меѓу другите тела на Сдруженијето на судиите. Има потреба од поголема присутност во јавноста, меѓу другото и за да се информира јавноста правилно и особено кога се носат некои големи и значајни одлуки на кои јавноста чека.
бидејќи перцепцијата на јавноста се гради не само на изјавите на политичарите, на пишувањата, на медиумите, туку и врз основа на тоа што сработило судството. А како да му објасните на судството како да ја објасните на јавноста дека измените на кривичниот законник ги пуштија низ вода многу предмети. Но имаше и случаи како Врховниот судија кој што беше фатен со подкуп. Тоа се случаи кога самото судство треба да застане и да каже, да излезе со изјава дека меѓу нашите редови има и судии од различен маштраф, така да кажам. И во тој дел мора да има поголема активност на институциите. Недозволиво е, ако има такви дојавувања од граѓани, а на некој начин треба и ухрабрување на граѓаните да ги пријавуваат случаите на судии кои што се поврзани со коруптивни однесувања или неетички однесувања кои не доликуваат на еден судија. Имам уште малку време, но сакам да ве прашам и околу еколошката правда. Почнувајќи од летото со пожарите, со запалените депонии, зимата загадениот воздух, деновиве повторно Скопје и други градови во земјава се алармантно високи поради загадениот воздух. Од една страна. Од друга страна, имаше измени, се воведоа сериозни кривични дела како екоцид. Врховниот суд, од каде што доаѓате вие, има начален став со кој што граѓаните можат да ја тужат државата за загаден воздух, почва и вода пред управниот суд, но докаде сме во реалност, во суштина, со добивање на еколошка правда, особено визави праксата на Европскиот суд за човекови права? Јас понекогаш велам со некои предмети кои што се појавуваат кај нас и со некои постапки, како да сме застанати во 19 век, па сега ние зборуваме за загаденост во воздухот, ние сме на врвот на листата на загадени градови во светот, а од друга страна сакаме да зборуваме за дигитализација, за примена на дронови, за обсервирање на постројките кои што произведуваат загаден воздух. Недостасува поголема активност од страна, бидејќи чистиот воздух, амбиенталниот воздух, почвата на која се одгледуваат производите што ги јадеме, водите и нивната загаденост, треба да бидат дел од позитивните обврски на државата, бидејќи здравата животна средина е загарантирана со Уставот. Од друга страна, имаме едно цело поглавие на кривични дела за заштита на животната средина и природата, но јас до сега, во овие 6-та година во Врховниот суд, не сум видела ниту еден предмет од ова поглавие да стигне во Врховниот суд, а сведоци сме на загаден воздух, на загадени реки, на загадени води, на исечени шуми, на масовно сечење и пустошење на шуми. Од овој аспект недостасуваат предмети, недостасуваат постапки. Од друга страна, во делот на граѓанските постапки исто така нема иницијативност од граѓаните, како да недостасува акција, недостасува активност од перспектива на Европскиот суд за човековите права, која ќе погледнете од времето на 90-тите години, кога е донесена една пресуда на Лопес Остра против Шпанија од 1990 година до сега, Европскиот суд за човековите права имал предмети кои што се поврзани со различните ситуации со кои ние сега се среќаваме. Така, например, во Будаева имате предмет за едно свлечиште кое е настанало како резултат на исекување на шумите. Во последниот предмет на големиот судски совет од минатата година, повозрастни жени против Франција, 2000 жени над 70 години се организираат преку здруженија на граѓани и водат постапки заради загадениот воздух. Не успеваат во Швајцарија, предметот го донесоа во Страсбур и Страсбур донесе пресуда во нивна корист. И последен е предметот на Ѓорѓевиќ против Србија, кога исто така една госпоѓа покренува постапка заради тоа што станот која го купува 2002 година, веќе во 2003 година сваќаат станарите дека ќе биде целосно зградата ќе биде целосно затворена со нова која што е само на 2 метри од далеченост.
и неизе и била потребна долг временски период да ги истестира националните судски системи. Да, и тоа е пример за тоа како треба да се води една постапка. Таа постапката е водела преку граѓански спор. Тврдела дека не само што е загрозено правото на приватен живот, туку и правото на собственост, затоа што нејзиниот стан ја изгубил вредноста која што ја имал во моментот кога го купила. Да сумирам, началниот став на Врховниот суд од 2024 година имаше за цел да ги поттикне и граѓаните, меѓутоа и судиите, да се охрабрат, првите да ја барат правдата пред судовите, вторите да судат. Управниот суд е предмет на обсервација на тој начален став, и таков предмет, таква иницијатива дојде пред нас. Меѓутоа, истото можеме да го зборуваме и за активностите на обвинителот во делот на кривичните дела. Знаете, казните во ова поглавие не се така ниски. Таму имате казни и до 10 години затвор за оној кој што произведува, кој што е загадува воздухот. Така, имаме уште многу малку време и токму затоа морам да ве прашам и за постапката што се води за избор за Европскиот суд за човекови права, затоа што излегува многу забелешки патем. Во моментов постапката е испратена пред Советодавното, односно комисијата испрати тројца кандидати пред Советодавниот панел на Советот на Европа. Вие сте таму подпредседател. За почеток да ве прашам дали пристигнат ваков предмет, дали вие воопшто ќе одлучувате за овој предмет? Прво јас ќе се иземам од тој предмет. Такви се правилата, кога доаѓа листа од земјата од која што доаѓате, вие не учествувате во постапката. Меѓутоа, до денес ние листата не сме ја добиле. Предпоставувам дека таа се подготвува затоа што тоа е процес, треба да се објасни националната процедура како била водена постапката и исто така за секој од кандидатите треба да се достават биографии на англиски, на француски. До денес Советодавниот панел нема добиено листа. Постапката е, прво Советодавниот панел ги разгледува националната процедура, дали била водена на фер и транспарентен начин, дали кандидатите еден по еден ги исполнуваат условите и при тоа тие анализи се исклучително темелни. Можам да ви кажам дека се студира секоја активност која што е опишал кандидатот од аспект на заштитата на човековите права и какви биле неговите активности во претходната кариера, дали имал научна работа или пак бил судија, дали доаѓа од редот на судиите. Ќе видиме која ќе бара одговори Советодавниот панел или тој што може да бара одговори од владата или ќе бара со оглед на тоа што првата постапка листата беше поништена, се формираше нова комисија, имаше многу забелешки за таа постапка. Дали и прашањето дали воопшто владата има овластување да ја поништи листата и кој ќе бара одговори? Одговори бара во оваа фаза Советодавниот панел, комуникацијата оди со владата на државата. Ако има нејасноти во делот на процедурата на постапката, прашањата се поставуваат кон владата. При тоа мора да знаете дека Советодавниот панел и комисијата на парламентарното собрание кое што врши интервјуа ги анализираат сите јавно објавени информации во весници, во медиуми, се што пристига од граѓанскиот сектор, сите приговори, забелешки на процедурата на постапката. Од друга страна, владата е должна да ја опише постапката од почеток до крај и да каже од кои причини постапила така или онака. Кандидатите не добија образложение, освен тоа јавно дека не ги исполнуваат условите. Значи, Советодавниот панел имал различни искуства од тој аспект, имало повторување еднаш, два пати на постапки, меѓутоа, повторно ќе кажам, мора да се даде точна информација зошто таа постапка во таа фаза застанала и се започнало со нова постапка и Советодавниот панел цени дали е тоа во рамките на принципот на фер, транспарентно постапување. И во втората постапка имаше забелешки, односно одлука на ДКСК за потенцијален судир да не се гласа за одредени кандидати. Има многу работи кои што веројатно ќе треба да се објаснуваат и да се, бидејќи сме на крајот, само да ве прашам дали постои, мислите дека можеби ќе фрли сенка сите тие забелешки на процесот или пак
Ќе видиме, јас однапред не можам да кажам, затоа што тоа е комплексен процес. Кандидирањето на кандидати за Европскиот суд за човековите права во принцип се прави многу порано, затоа што Парламентарното собрание на Советот на Европа и Советодавниот панел се обраќаат до земјите од прилика 1 година пред истекот на мандатот на кандидатот и се остава доволно простор да се завршат постапките. Меѓутоа, имало случаи кога листа која доаѓа се враќа заради еден кандидат, заради двајца, се враќа цела листа и во тој случај се одолжува постапката, повторно се враќа, така да кажам, топката назад на домашен терен. Да, ќе следиме. Ви благодарам многу, ќе видиме како ќе се одвива овој процес кој што е доста динамичен. Ви благодарам многу што бевте вечерва гостинка во Топ тема. Почитувани, ви благодарам што ја следевте оваа Топ тема. Останете со програмата на Телма. Дојдовме до крајот на ова интервју.